Автономното возење е предизвик за сите автомобилски производители. Во големите држави, каде што се оптеретени сообраќајот, многу време се губи за да управувачот, па сите иноватори сакаат тоа да го избегнат. Луѓето да имаат повеќе избор, дур се наоѓаат во сообраќајот. На таа тема денеска ќе разговараме со господинот Џон Вангелов, кој е еден од најголемите протагонисти и во развојот на софтверот за автономните возила. Добро дојдовте во Автомагазин. Добро ве најдов. На кратко, автономното возење, до кај е стигнато? Сите велат четврто, пето ниво, но колку е тоа реално и колку тоа може да се имплементира во реалниот сообраќај? Во индустрија сега се знае дека има до број 2 пуштено во улице во, да речеме, во Америка и исто во Европа. И тие са тренирани колете да може човек ако го пази колата кога вози, да може тоа да те чува у линие, да може да менјава линие и да си тера колата сам, ама мора човек да го пази. Да адаптира својата брзина во однос на претходното возило. И тоа висне може да допира скроз до нула и може да тера после тоа. И кога гледа дека колата пред нега иде. Има исто со компанија европски, амерички, преку цел свет што ги имаат, направено сега ги пуштаат до 4, ама во специјални места. Во изолирани услови. Да, мора да бидат знаени како со карта дека у ова место смее колава да иде и да тера. Ама има исто, да речемо до 5, многу има долго време дури да се намешта тоа технологијата, зашто има, да речемо, невремења, колата да го разбира таа ситуација и да го направи како што треба. Има многу тренирање во софтверот да дознае што да прави у тие ситуација, плюс има голема регулација што треба да е написана пред да се спушта таква технологија во публика. Дали е проблемот само софтверски во развојот на вештачката интелигенција или е и проблемот легислативен? Во случај да се употребува автономно возење од сега, ниво 5, во слободен сообраќај, се случи сообраќајна незгода, кој одговара? У двете места треба да се изработа. Регулација треба да има, да знаат софтверот како и што да го прави у која место и да се разбира тоа системот како да го изработа таа ситуација, да се чува како сите да знаат овој систем вака ќе работа во тоа ситуација. Да. И тоа има друго нешто, кога гледаш низ цел свет, свака држава има други регулации. Тоа ќе треба да се снајде, да можат системиве да изработаа како што треба, кај што да си и сите да се разбира дека системиве така ќе работаат. Треба индустријата заедно да се дознаат како ќе им го дават технологијата на костумериве. Вие сте долго години работите на овој проблем и сте еден од најуспешните разработувачи или развојни инженери за софтверот. Кои се најголемите предизвици кога се прави тој софтвер? Кога ги гледаш тренирањето на системот за софтвер, тоа треба да ги разбира сите ситуации. И со тие ситуации мора да ги прима информацијата преку сенсори. Тоа али е LiDAR или радар или со камере. И тој систем мора да ги прима сите тие сенсори и да го разбира
environmentот околу колата да дознае Окружувањето на автомобил. да и да со тоа ќе се тренира како и што да прави колата. У тоа учењето во artificial intelligence тоа има многу програмирање што влегува да му дава знаењето на автоматската кола, да знае што да прави кога доаѓа у некоја ситуација. Ајде да речемо, некој иде преку улица, таа кола мора да допре, да не го удри човекот. Или ако има куче што рипне пред кола, да допре колата, да не го убие кучето. Има многу ситуации што мора да се разбира за да може колата да прави како што треба у сваки ситуација. Тоа е компликувана работа што мора да се прави преку цела индустрија за свака кола што го прима таква технологија. До каде сме ние со автономното возење? Тоа многу убаво се комуницира. Значи, ние нема да губиме повеќе време, дури престојуваме во автомобилот, нема да имаме проблем да почекаме и во гужва, бидејќи ќе можеме да изгледаме филм, да пратиме мејл или да работиме. Дали е тоа се уште научна фантастика или тоа брзо ќе се случи? Има у неколку места ке е направено за да има autonomous vehicles, извини, по-англиски. Тие са места кај што знаеш дека ке немаш проблеми да ти влезе некоја друга кола. Кога имаш систем контролирана средина, така? Да, така. Кога имаш такви, колите ке може да си терат по скоро све autonomous. Ама дур да технологијата дур да се направи околу сите да може и со колите што не се autonomous и со колите што се заедничко да може да работа, тоа има, да речемо, мало време дур да стигнемо. Ама ако е местото направено за да може само autonomous vehicles, тоа сега го има. Во автономното возење, односно самостојно одлучување на возилата, многу се заинтересирани логистички компании, па и поштенски служби. Во Соединетите Американски држави постојат веќе две компании кои имаат делумно такви услуги. Дали е тоа многу скап систем кој може лесно да биде омасовен или тоа е уште една привилегија на елитните компании? Системиве за сега зависи на која компанија. Да речемо, за компанија може тоа да биде ефтино, зашто за работата што го прават им вреди. Да системиве ги прават сега да може да се шира преку индустрија. Да речемо за long haul trucking, многу компании ги тера за long haul и после за долг транспорт. Да, за долг транспорт. Тие цените ќе се менјаат со време, зашто технологијава, системиве се качува и нормално со електронски работи тие цените им се смалуваат. Да. Ама за дур да се снајда тоа до full autonomy, не можам да ти објаснам да. Дали ќе биде, може би знаете, може би не, може би премногу прашувам, но според искуството на користење на софтвер, нели се плаќа лиценца за секој софтвер, дури и оние дома што ги користиме, за Windows, за Word, Office и така натаму. Дали тоа ќе значи дека и за автономните возила ќе плаќаме годишен, мора да одвоиме годишен буџет за користење на тој софтвер? Па тоа зависи на компаниите што ќе го прават софтверот. Тоа ти доаѓа во системиве, стално треба да
проверува што има ново. Ајде да речемо, ако се права нова улица, да знае за таа улица, колата ќе мора да ga признави. Картите за мапа, тие може да се... The navigation system can be updated over the air. Може да се апдейтира. Зависи на компанијата и бизнес модел нивни, тоа може или да се плача стално, или може тоа во системот стално да ти доаѓа. Има различни патување за како ќе може компанија у тоа да иде. Колку е Македонија близко до модерните трендови? Кога ги гледам колеве, има модерни коле тука што ги гледам. За autonomous vehicles, гледам ситуациите, јас што ги гледам, што са тренирани, тука ги имат. И мислим дека autonomous vehicles може да бидат во Македонија. Гледам, улиците са маркирани. Но и добро се издупчени. И тоа го имамо исто у Америка, у Детройт, да речемо. ама тие проблеми са преку цел свет и за тие работи са тренирани колеве, да знаат и што да прават. Сега, кога ќе видиме autonomous vehicles, тоа ќе видиме и во Македонија. Ви благодарам многу, господин Евангелов, што бевте дел од денешното издание на Автомагазин.